Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Неколку минути после 11 часот го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Повеќе од 2 недели граѓаните се на улица и порачуваат да за унитарна Македонија, не за двојазичност. Вчера на место протестен марш, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија организираше велосипедска трка со велосипеди. Демонстрантите ја извозија, како што велат символично, патеката на државноста во знак на протест против двојазичноста. Мој денешен гостин во Кворум е актерот Ванчо Петрушевски, дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Господина Петрушевски, вие сте еден од многуте јавни личности кои дадоа поддршка на оваа иницијатива за заедничка Македонија. Излеговте на улица. Кој беше вашиот мотив? Па, основен мотив на сите луѓе кои што излегуваат на протести за заедничка Македонија е тоа да се одржи унитарноста, единството на македонската држава, на нашата татковина, таква каква што е. Тоа е основниот мотив. Затоа што веќе Македонија се наоѓа на прагот на своето исчезнување. Со она кое што се планира и кое што народот мисли дека е последниве месеци или последнава година, 2 години од како се појавија овие кога се појави Сорос со својата шарена револуција и од како почна рушење на македонската држава, системот кој што пред тоа го овозможил тоа, работел многу подолго. Еве, тоа е најмалку 10 години се работи на проблемот на рушење на македонската држава. Ние на овој начин сакаме да направиме стоп на сето тоа, да народот да окаже својот глас, да луѓето кои што не се слагаат со тоа да изгубат својата татковина, бидејќи ние резервна татковина немаме. А оние кои што имаат резервна татковина можат слободно, нели, да живеат кај сакаат, можат да ја рушат, да се обидуваат да ја срушат нашата држава и нашата татковина. Меѓутоа, ние ќе застадеме да бедемот на одбраната. Не станува збор дека луѓето кои што учествуваат на овие протести, дека се луѓе кои што се платени. Не станува збор дека луѓе се кои што се борат за кариера. Мене допрва кариера, мојата кариера е на крајот веќе што се вели. Значи, јас не се борам за кариера, не ми е потребна. Јас сум име и презиме и застанувам во одбрана на оваа татковина. Затоа што, меѓу другото, денес луѓето не живеат во време кога немало, кога информациите биле тешко достапни. Денес е се апсолутно достапно со интернетот. Денес е се на виделина. Така да сите игри, сите можни манипулации, се што постои во таа смисла е многу брзо достапно до секој човек, до секој граѓанин. Така да, она кое што не го пласираа на почеток, дека нивните флоскули, нивните пароли беа ова е криминална власт, ова се криминалци, полека ние видовме дека всушност идејата е друга. Идејата е да се дискредитира да се дискредитираат луѓето во оваа власт кои што не дозволува да се смени името на Македонија. Не дозволува да се смени уставната форма на државата Република Македонија. Борбата е многу суптилна, таму работат најверојатно огромен тим на искусни известувачи, на известни на шпиуни, на многу професионалци кои што знаат да направат план како и на кој начин може да се дискредитираат луѓето.
Зборуваме за они цело време зборуваат за независни медиуми, независно новинарство, зборуваат за независно судство. За да бара да се формира специјално јавно обвинителство, за на крај да се види дека всушност они сето тоа го прават бидејќи тоа се апарати кои што можат многу функционално да извршат функцијата на разединување на народот, на направење на фейк вести, на лажни вести, на лажни обвинувања. Замислете, например, нели велевме ние, кога се појавија СЕО е независна како институција. Значи, моментално и во судството, тие велат судството е корумпирано, корумпирано е, меѓутоа корумпирано е баш од луѓето кои што се влезени во системот на рушење на оваа држава. Корумпирано е од нив. Замислете, например, еден нонсенс кој што многу, знаете, дури не стасува до јавноста, некои работи не стасуваат. Адвокатот на Зоран Заев, кој што толку вешто ги избегнуваше сите судења, се вика Филип Медарски. Мајка му се вика Елица Медарска и е обвинител во вишото јавно обвинителство. Софија Медарска е сопруга на Филип и таа е судика во суд број 2. Значи татко е Кире Косто Спасов е секретар на судот. А Ана Медарска, Лазова мажена, сестра, работи на прием на тужби за Република Македонија во Страсбург. За кои се луѓето кои го корумпираат нашето судство? Луѓето кои што го корумпираат нашето судство се поврзани како црева и се точно од она елита на суди и обвинители, бранители и така натаму, кои што на времето ги сменија 600 и нешто суди сменија на времето за да можат да владеат со народот. Ниеден од тие судии откако за овие 10 години не е истеран, ниеден судија не е сменет. За каква корупција, за каков криминал зборуваат? Зошто овие работи не се достапни до народот? Сакам да кажам дека принципот на кој што тие се обидуваат да ја срушат оваа држава е многу суптилен, многу опасен, бидејќи луѓето нормално, сите луѓе, дали некој го казниле, му ја земале колата на паркинг или го казниле за некој прекршок или платил малку повеќе струја, парно, има свој реолт кој што во едно општество во кое што живеат граѓаните се нормални збиднувања, нормални реакции. Исто така се незадоволни луѓето и во Америка. Јас сум патувал многу низ светот. Исто незадоволство има и во Австралија, и во Германија, и во Холандија, и во Франција, секаде. Значи, меѓутоа, кога ќе го искористите тоа незадоволство кон разни општествени девијации и го направите да биде незадоволство кон својата татковина, издајство, предавство, велепредавство кон својата татковина, тогаш навистина нешто не е во ред. И заради тоа овој народ кој што излегува, веќе е народ кој што не е народ кој што припаѓа на една партија. Овој народ излегува да ја сочува својата татковина, затоа што со таа тиранска платформа, која што е направена и која што е сугерирана, која што е подметната од странска држава, која што има за цел да го сруши да сруши нашата унитарна држава, да направи да изгубиме нашата татковина, значи
народот не може да седи мирен. Народот ќе на крај ќе го вака и мислам дека и на крај така и ќе заврши. Народот ќе каже кога ќе има избори, народот ќе ги спроведе тие избори и на тој народ и народот ќе овозможи тие избори и таа власт што ќе се избере да владее со оваа држава. Петрушевски, господинот Зоран Заев во петокот на пресконференција им порача на граѓаните кои протестираат, вклучително и на вас со оглед на што сте вие дел од таа толпа која е на улиците, да одите дома и да бидете спокојни, бидејќи вели дека не е загрозена унитарноста на државата. Му верувате ли? Еве, јас ќе ви кажам вака. Значи, мислам дека Зоран Заев е најпогрешната фигура во целата таа игра. Затоа што не е само Зоран Заев, нормално дека е целата клика околу него, Шекеринска и Спасов и така натаму. Луѓето кои што се спремни и ја продале својата кожа, што се вели. Не може да му се верува на Зоран Заев, затоа што, како што реков на почеток, денес ние живееме во едно општество, живееме во современ начин на живење, во кој што сите информации ни се многу брзо достапни. Ние видовме веднаш дека Зоран Заев во Швајцарија им ја вети платформата на албанците. Тој им ја вети платформата во Швајцарија. Нормално дека додека беше конфликтот, они ги направија сите можни истапи што можеше да се направат. Зоран Заев и кликата околу него. Додека беше конфликтот во Куманово, како можеше тој да си дозволи да излегува и да биде од страната на луѓето кои што се обидува во тој момент да направат воен удар на државата. Значи, они спаѓаат они се врзани во една таква игра од која што најверојатно дека нема да излезат без последици. Иначе, ако народот македонски реши, и јас мислам дека треба да биде народот издржлив, ова сега се работи само за кондиција. Ние, кои што сме за заедничка, унитарна, единствена Македонија, ние кои што излегуваме на протестите, кои што зборуваме и настојуваме овој народ да му предочиме во каква голема опасност се наоѓа нашата Македонија, треба да издржи. Треба да биде силен, да издржи, треба на овој достоинствен начин, бидејќи они се обидуваат и ова да го омаловажат. Знаете колку од нив не напаѓаат нас. Значи, они може да се... Замислите, со какви гадости се служат новинарите кои што работат за уништување на Македонија. Новинарите кои што се платени од Сорос. Ниеден од нив не излезе и да рече навистина албанската платформа не е во ред. Донесена е од странска држава, а организирана е на тој начин за да ја растури унитарноста на нашата земја. Сега се појавуваат разни коментатори и од мојата бранша, артисти, и помлади и постари, кои што можам да кажам дека си ја продале душата на ѓаволот. И тие не критикуваат нас. Ние сме на удар сите кои што се појаваме во оваа програма за заедничка Македонија. Колку мина се појавивме таму, почнувајќи од мене, Гоце Тодоровски, Снежана Коневска Руси, Зафирчев, се појавија исто така и естрадни уметници, Кајмаковски, Кирил Лазаров. Замислите, Кирил Лазаров е 2 пати најдобар играч на светот. Најдобар играч на светот. И они, новинарите се организираа, соросоидните новинари се организираа да го навредуваат, да го омаловажуваат. Мене, например,
било срамота јас на крајот на својата кариера, нели еве јас имам 66 години нормално, да се залажувам и да го бранам криминалот. Јас кажа пред малку каде е криминалот. Они го заштитуваат криминалот, бидејќи ним криминалот им одговара. Они велат дека ние сме излажени или одиме за некаква добит. За каква добит јас би одел на протести и би ја поддржувал ова програмата за заедничка Македонија. Јас во мојата кариера сум направил се што е потребно на сцена, на телевизија, на филм. Јас сум исто така човек кој што се бави со сликарство. Јас имам сценарија напишани и реализирани, и снимани филмови и режирани. Значи во мојата биографија пишува актер, артист, рајтер и директор. На Википедија. За каква јас ќе одам цел, ќе излегувам на овие протести, ако не е за тоа да се зачува, да дадам поддршка на луѓето, на народот кои што излегуваат, да ја одбранат Македонија и да остане таква каква што е. Петрушевски, правиме тука една кратка пауза за реклами и секако се враќаме во студиото, продолжуваме на тема протести, она што се случува изминативе 2 недели на улиците низ Македонија. Почитувани, останете на оваа фреквенција. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Повторно назад во Кворум, почитувани слушатели. Петрушевски, вашата цел со овие протести е да се повлече тиранската платформа подготвена со посредство на Еди Рама. Дали очекувате да вложат овие протести со труд, со плод, со оглед на тоа што јасни се позициите и на албанските партии дека нема повлекување од она што тие го понудија како услов за формирање на влада, меѓутоа тука е јасна и позицијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој двојазичноста ја стави во својата предизборна програма, за другите теми остава простор за дебата. Па, точно така, се работи најверојатно сега за кондиција, затоа што тие мислат дека со нивната упорност ќе успеат да ја протуркаат платформата, тиранската платформа. Меѓутоа, народот веќе не паѓа на нивната кондиција. Народот е свесен. Ја гледаме ние денови дека 4 општински организации. Во самото нивно СДСМ веќе врие, се одвојува така наречено крило СДС Македонија. Значи, тие луѓе ќе дадат поддршка, нам ќе не ја дадат поддршката. На луѓето кои што се борат за Македонија. Тие мислат дека луѓето во Македонија се само овие што излегуваат на протести и се паламудат, како што велат, и се будали, луди, ненормални, не се свесни. Народот не е свесен, народот е многу мудар. Помудар е од сите итреци кои што индивидуални итреци. Така и троштината на Заев со тоа што излезе на конференција за печат и кажа 3-4 флоскули лажни, нема да помине. Значи, како? На што конкретно мислите? На кои се тие лажни тоа, флоскули? дека еве, ние двојазичноста е веќе ќе биде, ни ги објасни некои делови од таа, Каоба, мислам, ни ги објасни, дека двојазичноста ќе биде во местата каде што живеат луѓе, каде што има повеќе од 20% албанци. Но иначе во Берово, зошто да не може, ако се донесе закон за двојазично ќе биде. Ако се донесе закон, сите книги ќе бидат на албански и на македонски. Сите и знамето сака да биде албанско-македонско. И Зијадин Селја, и пазете сега, ова сакам да го кажам. Нивните медиуми, 24, Телма, постојано не напаѓаат нас. Постојано, еве, јас сум исто така нападнат. Ниеден на социјалните мрежи, на Фейсбук, па тоа не знаете за мене што све напиша. Ниеден од нив не излезе и да каже Зијадин Селја треба да се осуди. Јавно да се осуди, да го повлече своето мислење. Еве зошто. Зијадин Селја потекнува од село Ливаде, Велешта Струшко. Немало македонци. Село Ливаде Струшко
1874 година во црковните книги има заведено дека живеат околу 300 жители, бидејќи тоа е мало село, има околу 25-6 куќи. Во тој период качачките арнаутски банди постојано грабат и прават зулуми. Тие киднапираат турски богати луѓе, турци, богати турци или сиромашни македонци. За турците бараат откуп, а македонците да им работат како аргати значи по дома, да ги служат. 905 година во селото веќе се населуваат некои арнаутски семејства. За 907 година таму имало црквата се ја срушиле. Сите овие икони, вредни работи од црквата се пренесени во Елена и Константин. Црквата Елена и Константин. За денес во селото на Зијадин Селја, кај што е роден, а тој е роден во Македонија, не е роден ни на Косово, ни во Албанија. Роден е во Македонија со албанско потекло. Значи, што би рекле тие, шиптарско потекло, затоа што они нели се шиптари, така им е државата, така се вика. Албанија они не ја ни користат. Никој во нивниот разговор не кажува јас сум албанец. Си зборат нека ова шкипитари, и така натаму. Знаете, значи тој Зијадин Селја најде на луѓе кои што не ги познаваат работите и така гордо го истресе тоа и никој од соросоидите, никој од новинарите од геровски, тричковски компанија, сите кои што работат и изимаат, кои што се дебело платени, не го осуди Зијадин Селја. Не застане, не рече, чекај човече, ти си роден во оваа држава. Не сакаш да се поклониш на знамето. Во Австралија, нашите македонци се кланјаат на австралиското знаме. Во Америка се кланјаат на американското знаме. Во Германија и Швајцарија, сите што се од тука отидени гастербајтери, кои што имаат дневно државјанство, германците не даваат двојно државјанство, само едно. Кои што имаат германско државјанство, се кланјаат на германското знаме. А Зијадин Селја има резервна држава со друго знаме, нека се клања таму на нивното знаме. На нашето знаме, ако сака да живее во оваа држава, ќе се клања на македонското знаме. Затоа што тој е роден, школуван, инвестирано е во него за тука во Македонија. Очекувате ли да се повлече платформата и Платформата мора да се повлече. Ако не се повлече платформата, ќе остане ситуацијата таква каква што е. Секој ден се повеќе народ ќе излегува на демонстрации, на протести, се до оној ден додека таа платформа не се отфрли. Дента кога ќе се отфрли платформата, нека формираат влада, нека формираат собрание, парламент, нека формираат влада. А за тоа кој е прав, кој е крив, кој е криминалец, кој не, во оваа држава си постојат веќе институции, Уставен суд, апелациони суд, така натаму и ова. Тоа ќе си го направат органите. Без измислени СЈО, без измислени обвинители, затоа што дали гледате, СЈО прави фиктивни хајки по луѓе. Излегува без и трунка срам. Катица Јанова и вели, ама видите, Телма објави дека Сејат Кочан е уапсен, се направи гужва, она вели, ама да, и ние го немаме решението добиено. Како? Од медиумите дознавме, така? Така е. Како може тоа нешто да се случи? Па уште и стои и гордо го кажува тоа. Мислам, тоа е нонсенс, тоа е... Веднаш на тоа реагираше одбраната на бизнисменот Сејат Кочан. Апсолутно дека ќе реагира. Ама не е само тоа. Еден куп такви монтирани процеси има. Замислете, него судат Заев за она снимка, видео во која што тоа е доказ, флагрантен доказ дека Заев бара пари.
дека, мислам, се е јасно, се е видено. Го ослободуваат. Го ослободуваат од пуч, а ќе кажем зошто го ослободуваат од пуч, а го обвинуваат луѓето за некои прислушкувани разговори. Јас сум артист, професионалец, синхронизирам. Знаете што можем јас да ви направам со синхронизација на аудиолента? Се можам да направам. Можам и да монтирам, можам збор од завчерашната што сум синхронизирал епизода, 10 збора, цели реченици да ставам во денешната и да помине тоа. Мислам, зборувам ова професионално за системот на кој што се направени нивните атаци. Уште нешто сакав да кажам. Значи, јавното обвинителство, СЈО, кое што е создадено, Кобајаги, да ги тие прислушкувани разговори, преслуша, види и така натаму. Меѓу другото, никој досега не кажа дека содржината на прислушуваните разговори се секундарна појава, секундарно обвинение. Примарното обвинение, blackmail или уцена. Никој не смее да ме уценува или да ви уценува, да ги уценува луѓето. Уцената е кривично дело. Никој не смее со одреден материјал, писмо, телефонски разговор, не знам со што, да направи уцена. Прво се гони тој што прави уцена, па потоа се испитува содржината или дали има нешто во тоа. Петрушевски ќе се навратам повторно на протестите, мирно се протестира изминативе 2. Јас така. Мирно се протестира изминативе 2 недели, но може ли ситуацијата да ескалира? Колку граѓаните се подготвени со жив штит да го бранат собранието? Значи, ситуацијата во овој момент нема да ескалира. Луѓето ќе продолжат со мирни протести до моментот додека не ескалира безобразието, додека не ескалира нормално нивната желба да ја реализираат платформата. Оној момент која ќе биде, ако дојде до такво нешто, да не се повлече тиранската платформа, целиот народ ќе застане околу собранието. Ќе ескалира оној ден кога насилно ќе влезат во собранието да формираат парламент. Народот ќе застане околу собранието и они може ќе влезат, нема да можат да излезат. Работата е во тоа што тие сакаат насилно да формираат собрание, насилно да ја преземат власта и да командуваат со полицијата. Полицијата да излезе потоа и да го тепа народот. Они сакаат тоа да го направат. Нема да дозволиме. Постои ли таква подготвеност кај граѓаните да застанат околу собранието и да го бранат има законодавниот поддршка дом? од цела Македонија. Се уваат луѓе кои што сакаат да дојдат од цела Македонија да го блокираат градот Скопје. И ќе го блокираат ако не се трне платформата. Луѓето се спремни да останат на улица, да ја заштитат унитарноста на Македонија. Луѓето се спремни, дури што се вели животите да ги дадат за Македонија, како што ги давале животите за Македонија. Замислете, ако тие со таа своја тиранска платформа ги напаѓаат луѓето кои што се бореле во народно-ослободителната борба за Македонија. Предпоставувам мислите на онаа точка за геноцид. На точката за геноцид. Па како може така? Меѓу другото, знаете ли дека водачи на народно-ослободителната борба биле учесниците од солунските атентатори учесници во ВМРО-вските чети кои се бореле за ослободување. Значи, тие биле водачи на востанието, без разлика на години, не излегувал народот од дома, луѓето кои што пред тоа веќе биле спремни да се жртвуваат за татковината, излегле да се борат и против фашистите. Меѓу другото, Албанија била во Антантата била фашистичка земја. За време на Хитлер тие биле
окупатори на македонскиот дел, на западниот македонски дел. Тие и тој го смета дека се они дека живееле таму или дека им припаѓа. Како што бугарите сметаат како фашисти кога ја окупирале Македонија, дека исто овој дел им припаѓа ним. Нема такво нешто. Македонија е една единствена, целата територија наша е македонска, каква што е и таква ќе се бориме да остане. Луѓето се спремни, реков, како што видовте овде веќе почнаа да се појавуваат со разни механизации, што од една страна е многу симпатично, затоа што навистина имаме поддршка, милион бенефиции се дадоа. За каква криминална власт се зборува? Се изградија патишта, се изградија школи. Ние со нашиот театар одиме низ Македонија, гостуваме, играме представи за деца во сите школи, градинки и така натаму. До 2005-2006 година школите немаат тоалети, имаа нужници надвор. Зошто до тогаш не ги направија школите? Сите школи се сега обновени со прозорци нови, со штедливи изолации, со тоалети најнормални низ цела Македонија. Не во нужници. Во Дебарска жупа сме биле, во Пласница, зборувам за такви села, другово. По школото имаше надворедни нужници без врати, без тоа беше страшно нешто. Сега Денес сликата е поинаква. Денес во школите кога ќе влезете, знаете ли како е тоа? Тоа е направени тоалети, обновени училници, нема веќе школа од стар тип. Културните домови беа јавни нужници низ Македонија. Театарот во Гевгелија беше срушен, театарот се обнови. Културниот дом во Богданци, во Стојаково, во целата таа, еве јас кажувам зашто таму сега сликата ми се појавува пред очи, беа јавни нужници. Културниот дом во Богданци, додите да го видите каков е. Или театарот во Гевгелија. И сите културни домови низ Македонија. Еве сега во Каменица е обновен културниот дом. Тоа ли е криминална власт? Која што тие работи ќе ги земе со себе Груевски и нели криминалната власт околу него, ќе ги земат улиците, ќе ги земат зградите, со нив така тие се богати, се обогатија на тој начин. Па Шилегов има 4 стана купено за време на оваа кампања соросоидна која поддржуваш. Така ли е? Правиме тука уште една кратка пауза за реклами и влегуваме во завршните минути од оваа емисија, секако со последни зборови и секако со она што не очекува во периодот што следи. Почитувани, останете тука, за кратко сме назад. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Завршни минути од емисијата Кворум. Мој и ваш гостин денеска е актерот Ванчо Петрушевски. Петрушевски, вие бевте тие кои ги повикавте политичарите да ви се приклучат на протестите и партиските функционери. Очекувате ли политичка поддршка на овие протести? Па, мислам дека не би требало да има поддршка од партиите, затоа што тоа погрешно ќе се разбере. Ние сме застанати како организација за заштита на Македонија, во организација и на протестите и сето тоа, без партиска поддршка, за да ја покажеме волјата на народот. Но зошто ги повикавте политичарите? Јас ги повикав политичарите за да се консолидираат. Прво, да ако навистина се за заедничка Македонија, да не поддржат. Ги повикав и СДС функционерите и од ВМРО да застанат во поддршка за заедничка Македонија. Очигледно дека оние кои што фрлаа функционери од СДС со јајца и со куртони со боја по зградите и правеа лом низ градот, нема да застанат зад нас. Очигледно затоа што тие поддржуваат платформата, тиранската платформа.
Во таков случај, кога би се појавиле функционерите од ВМРО и застанат зад протестите, народот, тие повторно СДС ќе искористат и Сорос ќе искористи таа појава за да ги обвини, да рече дека народот е организиран од политичката партија, да го дискредитира самиот протест, самата организација на народот ја дискредитира. Заради тоа, не подобро е, еве на овие протести нема ни еден човек, ни еден политичар кој што е од партиите. Добро е тоа што еве неколку општински организации од СДС застанаа во поддршка на протестот за заедничка Македонија. Тоа е добро. И се повеќе ќе ги има. Ако вака продолжат заев со своите лаги да ја протажираат тиранската платформа, се повеќе народ ќе застанува зад протестите за заедничка Македонија, се повеќе народ ќе дава поддршка. Мислам дека само издржливоста на народот и идејата за да ја сочуваме нашата Македонија ќе вложи ќе успее, ќе вроди со плоти и она што вие го барате, ако добро ве разбирам, да се повлече таа платформа. Така. Господине Петрушевски, тука ќе ви се заблагодарам за ова гостување во политичкиот магазин Кворум, со оглед на тоа што сте актерно гостувате во една политичка емисија, но таква е ситуацијата во Македонија. Денес, ако порано глумците пеа, денес глумците протестираат. Така, и протестираат и водат политика, сме имале можност. Па еве вака ќе ви кажем јас за завршно, јас сум актер, јас не сум политичар, иако денес не постои кај нас човек кој што не е засегнат, не се бави со бидејќи секој ангажман е на еден начин политика. Мислам дека во вакви моменти, во вакви исклучиво кризни состојби, ситуации, денови, народот треба да издржи, да си го бара правото на своето самоопределување, да ја зачува унитарноста на Македонија, да ја добие поддршката од сите луѓе кои што живеат во Македонија, ја сакаат Македонија и се спремни да се жртвуваат за Македонија. Јас, како Ванчо Петрушевски, прв застанав на бедемот на овие протести и ќе останам до последен ден. И секој ден сум на протестите и секој ден ќе го кажувам ова истото што го кажав денес. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Почитувани, вам тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. За 7 дена, уште еден политички магазин, уште една емисија на брановите на радиото во боја, техничка реализација, Даливор Запфировски, политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија, Радио Трговско друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Ви благодарам, пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.